Со посветена и темелна работа војнина може да има уште поголеми резултати од бојката во Македонија. Одбојкарското семејство е мало, но секој знае да покаже големи резултати со редовни учества на европските првенства. Мислам дека нема некое драстично пораснување од причина што генерално играчите се тие кои што се ротираат во лигата, но она што можам да го кажам лично јас е дека доста тренери го променуваат начинот на работа. Само работата може да донеси добар прогрес и само работата може да донеси добри играчи. Јас сметам дека оваа сезона имаше доста засилување од странство, така што тие засилувања, иако некој од тренерите не знае да ги тренира, сами по себе ќе побараат посебен третман, посебен тренинг, така што онака јас што го работам во овој момент е висококвалитетни тренинзи кои што барем она што јас го имам прошетано по лигата не се тренирало или се тренирало делумно, така што многу малку клубови го работат, но ако земеме некоја паралела со минатото, во минатото работеле само еден или два клубови, на овој принцип сега работат повеќе. Како што вели тренерот на одбојкарскиот клуб Штипугуда, Кристијан Ристевски, во Македонија има многу млади играчи кои што се истакнуваат и можат да бидат носители на играта војнина. Квалитетот имаше еден тампон период пред овие ваучер систем што го наметнуваше владата и се уште функционира на друг начин сега. Имаше еден тампон период кога клубовите се одржуваа колку да обстојува само лигата. Многу мал дел од клубовите работеа на високо темпо, но сега како е овој систем наметнат, мислам дека се работи повеќе и поквалитетно. Сега тој период е многу краток, некаде 4-5 години. Ниеден успех и ниеден квалитет не може да дојде до израз за толку многу кратко време. Доаѓа, има нови генерации кои што работат, посветени се на одбојката како тренери, но квалитетот кај играчите допрва ќе доаѓа. Јас можам само да изнесам тука дека има доста млади играчи на 16, 17, 14, 15 годишна возраст од останатите клубови кои што се истакнуваат. Ние во одбојката не сме големи, сме многу мало семејство, но секогаш знаеме да се појавиме на европско првенство, така што верувам дека во младите кои што неминовно е да ја поминат таа процедура на нова генерација, дека ќе изненадат со уште едно европско првенство, пласман на уште едно европско првенство. Во младите треба да се верува, вели Ристевски, кој го посечи селекторот на македонската ракометна репрезентација и тренер на Алкалут Кирил Лазаров за работата со младите таленти. Гледав примерот со Кирил Лазаров, кој што ние можеби не можеме да се мериме со неговото име, со неговиот лик и со неговото дело, но неговиот пример е класичен пример дека во младите треба да се верува. Така. И дека во нив доколку се инвестира дека ќе донесе резултати. Ристевски со Штипугуда освои 3 куп титули една по друга, а за прв пат годинава ја освои шампионската титула за обединување на титулите.